Врие од незадоволство во речиси сите сектори во државата. Иако се уште не стимнал револтот во јавноста од неодамнешното енормно покачување на функционерските плати, од 1 јануари следува ново изненадување. Нивните месечни примања ќе бидат зголемени и до 400 евра. Па така, шефот на државата следната година ќе зема околу 190.000 денари плата, премиерот Ковачевски нешто над 180.000, а пратениците над 122.000 денари. Според експертите, ова може само да ја прелие чашата која и онака е веќе преполна. Цело време тие објаснува дека ни треба една нова стратегија за платите во јавниот сектор, дека ни треба нов модел на калкулација на тие плати и така натаму. Со тоа што ние уште не видовме, од друга страна тие се уште го користат она стариот закон или старата процедура со која што ги покачија платите за самите нив. Енормниот раст на платите на функционерите се случува во време на штрајкови и протести и висока инфлација, што дополнително го крева револтот кај работниците и граѓаните, но и пензионерите кои на улица секојдневно бараат покачување од само 5.000 денари. Во ред ли е тоа што функционерите те земаат покачена плата за 78%, а додека обичниот граѓанин протестира? Не може да биде во ред. Па они треба да живеат, а ние не треба да живееме, зашо? Што ние можеме со 13.000, нема проблем. А они можат со 2.000-3.000 евра. Абе нема чаре, они се прават они кои што сакат за нив. На кој ќе се жалиш? Мој спаѓа турско, кадијате тужи, кадијате суди. Ништо друго. Те тоа е, што се, и да се жалиш, и да штрекуваме чабите. Бидејќи сме сведоци на секојдневни протести и штрајкови за повисоки плати, прашавме во влада до каде е законот за плати со кој ќе се регулираат и платите на функционерите и избраните лица. Кога може да се очекува негова конечна изработка и зошто е потребно толку време? Прашавме и дали новото зголемување на функционерските плати нема да ја наруши стабилноста на буџетот, но и колку ќе ја чини државата тоа зголемување на месечно ниво. Меѓутоа, одговор не добивме. И додека пензионерите, судската администрација, обвинителствата секојдневно се на улица и бараат повисоки плати и пензии, деновиве на сметката на функционерите треба да им легне шестата поред функционерска плата зголемена за 78%. Иако пролетта дел од функционерите ветуваа дека ќе ги вратат своите плати пред зголемувањето од 78%, и тогаш јавно се изјаснија дека зголемувањето на платите во услови на економска криза е непримерно, но ниту еден од нив реално не го стори тоа, а немаше ниту конкретни чекори на повеќето партии.